И уште два интересни разговори, тема забава во Македонија наутро, така да го завршиме ова наше денешно издание. Тој е македонски диџеј и продуцент, многу добро познат на домашната музичка сцена, но и светска, за кого со години веќе и не е потребен вовет. Прв пат не гостува во Македонија наутро, верувам не и последен, имаме што да си поприкажем утрово, но и да споделиме една интересна и ексклузивна информација. Добро утро за Александар Галовски. Добро утро и добре ни дојде. Ване, добро утро. И ова е Јас сум одлично баш самите почетоци на мојата кариера. Да, ние се знаеме одамна, потекнуваме од исти крај, баш ми е мило што си ни денес тука гостин во Македонија наутро, но јас ќе те прашам како се со оглед на тоа дека те натеравме малку порано да станеш денес. Не никаков проблем, посебна чест е да се биде дел од вашава емисија и од македонска телевизија. Се надевам дека ќе споделиме убави новости за мојата кариера и како ексклузиви, посебно во твоја емисија. Кога споменавме ексклузивитет, може одма така да почнеме. Периодов беше актуелен со неколку интервјуа на македонските медиуми, но имаше и зошто. Но кога велам ексклузивитет, едно нешто ќе го споделиме токму сега, е твоја последна информација. Утре излегува се промовира нова песна на Алиша Кис. Алиша Кис, во дел од тимот вмешан со нели вмешан си таму, ајде да ни објасни зашто точно станува збор за новиот сингл на Swedish House Mafia Алиша Кис, насловен како Finally. Јас сум дел и head of marketing на самиот тој продукт, како таа песна завршува утре на финалниот пазар. Низ светот знаеме кој е Алиша Кис, знаеме кој се Swedish House Mafia, тоа е мислам дека еден најголем успех моментално во мојата кариера и ми е кеф што ќе го споделиме денеска. Најголем нов успех би кажал. Да. Ајде да не бидеме толку скромни. Би сакал да те вратам на почетоците, како почна се? Почетоците почна уште кога имав 14 години со колекција на електронска музика, на CD-а, касети и малечки забави, да кажам, низ тето, затоа што потекнувам од таму. И самата таа љубов према музиката како колекционер на музика ме натера да што повеќе испитувам како функционира и што значи да си еден диџеј, но главниот клучен момент се случи кога кога го видов концертот на Тиесто од мали нозе, викам сакам да го работам тоа што го работи човеков. Така. Сега на 14 години, реално од подрачје потекнуваме каде што и не толку беше популарна електронската музика. Некако на прсти можеа да се бројат луѓето кои што ја почитуваат таа сцена и знаат за таа сцена. Колку пробивањето на почеток ти беше тешко и сега ќе го споменам ова и покрај се што досега имаш сработено, сите контакти кои што ги имаш низ светот, тетово не го забораваш. Ми кажа дека се уште живееш таму и патуваш. Да. Иако многумина сигурно очекуваат дека ќе ја напуштиш и државата со оглед на ангажманите кои што ги имаш. Мислам дека при самото градење на самите почетоци имаше голем клучен дел самиот интернет и достапност со новите социјални мрежи, како да кажем, отвараат еден пристап до огромна библиотека и комуникација со луѓе надвор од Македонија, од кои можеш доста да научиш ако имаш амбиции или интерес за истото. Самиот тој интернет и пристап до тие информации ги руши тие граници, да кажеме, нема врска тоа што си од Тетово или од било каде од светот. Битна е љубовта према нештото што го работиш. Јас живеам во Тетово се уште, но патувам доста околу светот и ми е многу интересно што се уште функционирам од Тетово. Потребно ми е, да. Добро, светот стана веќе едно големо глобално село во однос на достапноста која што имаме, како што кажа и покрај интернетот. Би сакал уште малку да те вратам на почетоците. Кој беше она прво поголемо искачување кое што едноставно те освести и кажа, добро, се што правам досега како амбиција, како упорност се исплати. Кога тоа го свати и го прифати дека ти се Мислам дека на самите почетоци од кариерата научив дека дисциплината е огромен фактор од тоа ако сакаш да успееш во било што во животот, без разлика дали е спорт, музичка уметност или слично. Кога имав 16 години имав завршено ново издание, веќе од првото издание беше потпишано за издавачката куќа на Армин Ван Бюрен, еден од најголемите диџеи во електронска музичка сцена и беше голем поттик за тоа да продолжам понатаму. На 18 години веќе имав настап со Тиесто и тоа беа тие првите поголеми чекори успеси кои ме натераа да продолжам. Имаше моменти кога во животот се чувствуваш дека
не функционира, треба да смениш професија, но никогаш не се откажав. Колку години имаш сега? 33. 33, пораснавме веќе, Да. големи сме, возрастни сме. Околу, ајде, веќе да ги оставиме почетоците на страна, бидејќи години помина од тогаш до сега. Едно генерално прашање околу состојбата на македонската електронска сцена би сакал да ти поставам и твое гледиште. Ако разговараме со луѓето како било порано, како е некогаш, ако вратиме години наназад, ќе кажат имавме многу поразвиена електронска сцена, Да, домашна дефинитивно. тука. Како е сега денес и дали имаме некако шанси да се вратиме повторно на тие правци кои што ги имавме порано, бидејќи Скопје имаше неколку дискотеки за електронска музика, голем број на фестивали, доаѓаа светски имиња, што некако во последниве години, барем впечатокот е дека тоа не е така. Интересен факт што веќе 20 години сум на сценава, скоро 20, нели, функционирам од 14 години. Пораснав заедно со постарите диџеи, ме носеа со нив по журки. Знаеш, кога си мало дете, идеш со нив и гледаш како била сцената тогаш. Имам баш искуства како била пред 20 години сцената и директно сега, и разликите се огромни. Македонија, да кажем, пред некои 15 години беше поим во Европа за добри настани од електронската музичка сцена, доаѓаа сите светски најголеми диџеи и бевме со огромни пофалби. Меѓутоа, мислам дека инфлуенцата на музиката од соседните земји си го направи своето последнов период, но тоа дека Македонија сега е поназад од било кој од други земји на Балканот, не се сложувам со тоа, мислам дека сме баш чекор со модерната музика, тоа што се слуша во Лондон, мислам дека се слуша и во Македонија. Но најверојатно ни фалат малку повеќе настани како Да, мислам дека или фалат гостување, објекти, да, и да. повеќе храброст на организаторите, да. И на нас медиумите вака повеќе да разговараме и наутро за Дефинитивно. електронската музика и за електронската музичка сцена кај нас. Се враќаме сега на она што во моментов е важно за тебе, за твојата публика, за љубителите на електронската музика, она што си периодов актуелен е соработката со јапонски диџеј продуцент, исто така доста познат за светската електронска музика. Да, веќе неколку години сме пријатели со Јакша, имавме неколку успешни изданија минатата година и годинава, но последно издание беше бројен трендинг на глобално ниво во електронската музичка сцена. Добивме поддршка од сите најголеми диџеи во светот, од домаќините на Tomorrowland, Димитри Вегас, Like Mike, директна поддршка од Тиесто, Арима Бјурен и останатата диџејска елита. Веќе имаме спремно ново издание, кое вчера го подпишавме официјално за истата издавачка куќа и мислам дека би имале некои новости да споделиме во некои од следните месеци. Би не дошол повторно, значи, Дефинитивно. и есен во Македонија наутро, но освен со, се разбира, ова нешто, летово секако актуелен и со настапи. Ако можеме да резимираме до сега, бидејќи еве веќе августов е при крај, како ќе го оцениш ова лето? Во споредба со изминатите лета, мислам дека би дале оценка 10-10. Сите настани поминаа одлично, одзивот на настаните и посетеноста беше огромна. Мислам дека тоа се должи на напорна работа како на мене и така и на целиот тим позади мене, константни музички изданија и поддршка од светската диџејска елита. Така. И да се навратам само да не го заборавам тоа за проектот кој што го промовиравте со Јакша, добро котираше низ светот кога станува збор и за официјални бројки на топ листи. Да, бевме број 1 на трендинг листата, после тоа влеговме и во топ 10 на останатите чартови и топ листи во хаус музиката, што е огромен чекор за посебно за диџеј кој доаѓа од земја каде што не е толку развиен тој музички жанр. Така. Останува уште есенва да најавиме една интернационална турнеја низ Азија и Европа, барем така велат и од твојот PR тим, за што станува збор? Веќе имаме потврдено неколку настапи во Јапонија кои ќе бидат заедно со Јакша. Хонг Конг, Тајланд, Сингапур, тоа се места кои веќе подолг период и околу 10 години назад настапувам. И мислам дека ги имаат најдобрите дискотеки во светот. И мислам дека од топ 50 дискотеки во светот, поголемиот број доаѓаат од тие земји. Јас ќе кажам нескромно светско, а наше, без разлика што се познаваме од мали нозе, меѓутоа успесите говорат за тоа што досега имаш постигнато и би сакал уште еднаш разговорот да го завршиме со тоа како го започнавме со ексклузивитетот за гледачите кои што малку подоцна ни се вклучуваат, дел од тимот на новиот сингл на Алиша Кис кој се промовира утре. Вечерва излегува после полнок. Односно вечерва, добро, да, после полнок. јас сум дел од целата таа екипа и целиот
брейнсторминг позади самиот продукт. Алиша Кис после подолго време се враќа на сценава и посебно ми е драго што сум дел од целиот тим позади истото издание. Веќе имаме потврдени премиери на поголеми светски медиуми и поддршка од останати светски диџеи. Благодарам што беше дел од Македонија наутро утрово, што ни дојде во утринската програма, малку да поразговараме за електронската музика и за оваа сцена, бидејќи не тоа често го правиме вака рано наутро, да гледачите ги информираме и за нешто што помалку го зборуваме. Фала ти, Ване, и поздрав до сите гледачи на Македонија наутро и Македонска радио телевизија. Посебна чест ми е што имав прилика да споделиме дел и за електронската музика од земјава како и пошироко во светот. Ќе следиме ние сцената, ќе ги следиме твоите успеси и ќе те поканиме повторно да ни бидеш наш гост. Дефинитивно, ќе ми биде мило. А во продолжение во Македонија наутро ќе ги дознаете и деталите за најновото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, ново издание со нови моменти, секако нови информации кои што ги имаме за некоја минута од сега. Останете со утринската програма.